Zdravo i dobrodošli v šte jedno video na kanalu Ti možeš. Ova video ќе зборувам за неколку теми кои што ми се предмет на интерес во последниот период, кои ги забележувам како предизвик кај себе, кај другите, кај блиските во околината. Имам впечаток дека можеби сме ги подзаборавиле, па еве, мислам дека е убаво да се подсетиме заеднички. Ќе ми биде драго ако ова видео ви послужи и ако ви инспирира некако и ако ве подсети на некои работи кои знам дека ги знаете. Меѓутоа, понекогаш сите ги забораваме. А целта ми е да не мотивирам, да не инспирирам, да размислиме малку за себе, да се чуеме повеќе себе си и другите околу себе, да направиме нешто за себе и за другите кои што ќе ни помогне поедноставно и полесно да се носиме со се она што не е така, што не ни е лесно и пријатно. Меѓутоа во исто време и да си го спогатиме и разубавиме животот и тогаш кога ни е лесен, едноставен, кога се чувствуваме добро, кога ни е пријатно. Да се подсетиме за да не го земаме тоа здраво за готово и да го почитуваме како еден извор на емоции, на слики, на енергија која што понекогаш во животот можеме да искористиме кога нема да се чувствуваме така и кога нема да ни биде така лесно и едноставно. Најпрвен сакам да не подсетам повеќе да размислуваме позитивно и знам дека да сите ни е некако преку глава од тоа што насекаде се труби за позитивното размислување, а сепак околу нас има многу тага, многу загриженост, многу луѓе кои едноставно не можат да размислуваат позитивно и се наоѓаат во тешки ситуации во кои што не гледаат излез и не може да размислуваат туку така позитивно. Го разбирам си од тој отпор кон позитивното размислување, меѓутоа многу пати сум кажала и сега ќе кажам дека јас не мислам на позитивно мислење кое ќе биде се присутно, со кое ќе ги затвораме очите пред она што не е позитивно, што не е лесно, што не е убаво и дека ќе носиме розови наочари преку кои светот ќе ни изгледа само розов. Светот може да биде и розов, односно животот да биде и светол, и темен, и сите тие нијанси меѓу белото и црното. Во сите тие ситуации, според мене е убаво да ја задржиме позитивната мисла, затоа што таа може да не води напред и да ни помогне да креираме позитивни услови и позитивни исходи од ситуациите во кои се наоѓаме онолку колку што е во нашата човечка моќ и се разбира без да ги игнорираме условите во кои што сме и влијанието од се она што се случува одоколу. Позитивното гледање на животот е за мене многу важно, особено во ситуации кои се тешки, за пребродување, за заборавање, за простување, за надминување, за носење. Да имаме надеж, да имаме позитивна мисла, да веруваме во себе, дека ќе најдеме начин, дека ќе умееме, дека ќе најдеме поддршка од околината, дека ќе најдеме сила во себе си, дека ќе умееме онолку колку што ќе умееме да извлечеме и нешто добро од сите тие ситуации и да се држиме најдобро што можеме, затоа што таквите работи се дел од сечи живот и ќе ни се повторуваат повеќе пати во животот. Па на сето тоа, ако сами себе се затрупуваме во негативни мисли, ако сами себе си се застрашуваме и дополнително се мачиме себе си со не можеш, нема да успееш, не знаеш, не те бива, нема да биде добро, тогаш што ќе добиеме? Разбира дека ќе постои тоа негативното, ќе постои тоа тешкото, ќе постои тоа неубавото и непријатното, но да не заборавиме дека секогаш постои позитивно и убаво и лесно и работи кои не прават радосни и среќата и љубовта кои сите ги носиме во себе, само треба да бидеме повеќе свесни за тоа, повеќе да ги будиме, повеќе да ги делиме меѓусебно, дека се тоа работи кои што се вредни и работи кои што прават некој баланс со се она другото што го има во животот. Да не заборавиме
na sve ono što je pozitivno, na sve ono što je dobro, zato što go ima, zato što je to delo od čudoto narečeno život, delo od magija da narečeno život, zato što život od ubav, život od interesen, život od zabaven, isto kako što ume da bide i težok, i nepredvidljiv, i ne sekогаш едноставен. Ние луѓето некако сме склони повеќе да бидеме лути, неблагодарни, да бидеме гневни, да поставуваме прашања кога ни се случуваат неубави и негативни работи, а како помалку да сме свесни за работите кои што ни се убави, за работите кои што се лесни, кои што се едноставни, и како помалку да се прашуваме зошто. Зошто мене ова ми се случува, зашто јас сум награден со ова, како јас ова го заслужив. Ако се прашуваме за оние негативните и лошите искуства и тагата и болката и се што е составен дел од животот, тогаш би требало да се запрашаме со што сме ги заслужиле сите оние привилегии, сите оние убави работи, сите радости, сите убави искуства, сите добри луѓе кои што ги имаме или поминале низ животот. Едноставно да се сетиме на добрите работи тогаш кога не ни е толку добро, да се обидеме да мислиме позитивно, тогаш кога не веруваме многу дека е така, да се носиме полесно со оние другите негативните и помалку убавите и да бидеме благодарни за тоа, да не земаме се здраво за готово и да бидеме свесни дека се менуваат работите, почнуваат, завршуваат, како убавите, така и неубавите имаат одредено време, може би не завршуваат, немаат таков класичен крај кој може би ние го очекуваме или почесто го користиме во нашиот говор, во комуникацијата, туку повеќе како премин од едно во друго, повеќе како промена на емоции, промена на некоја комуникација, промена на нашите размислувања, на нашите ставови, што е дел и од созревањето, од растењето, од развојот, кој нели би било убаво никогаш да не престане, да трае до крајот на животот, оноку колку што можеме, знаеме, умееме и колку што ќе бидеме подготвени да вложуваме во тоа. Сакам да кажам нешто повеќе и за тоа дека се што има почеток, има и крај, така барем умееме или милуваме да кажеме. Меѓутоа, може би, како што реков, и не е тоа крај, туку е промена, туку е премин од една во друга форма, премин од една во друга димензија, реалност, од еден начин на однос, на комуникација, на емоција во нешто друго. Мене ми се допаѓа теоријата дека нашите односи со луѓето никогаш не завршуваат, само преминуваат од еден вид однос во друг или дека не можеме да ги избришеме, заборавиме, да завршиме со луѓето што сме ги сретнале низ животот, туку само нашиот однос, начинот на кој сме разменувале енергија, нашата приказна преминала во нешто друго. И тоа е приказна. Сакам да мислам дека нашите емоции кои одредени луѓе не престанале, едни емоции ги замениле другите, нашата комуникација се изменила од блиска во подалечни и обратно. Не сакам да размислувам о толку строги почетоци и краеви, туку некако повеќе во премини од едно во друго. Може би така ми е полесно, може би така ми е поедноставно. И ако така размислуваме, тогаш секој крај представува некаков нов почеток, некое ново раѓање, некако е полесно да го прифатиме тоа преминување од едно во друго, таа промена, затоа што се што почнува асоцира на тоа дека еден ден ќе заврши или барем нема да постои повеќе во формата во која што се создало, затоа што на крајот на криштата тоа е и дел од еден раст, еден развој, од промена, која што е единственото, константно нешто. И ако резимирам сега, зборував за
работи за кои многу пати сум зборувала и може би се повторувам. Меѓутоа, за сите овие работи пишувале и пишуваат многу луѓе кои имаат многу поголем број следачи, многу поголем број читатели, еден куп книги од позитивна психологија, еден куп книги за самопомош се исчитани, се оди на работилници, вебинари, семинари. Постојано нешто се работи на себе, одиме на различни терапии, бараме различна поддршка и во сето тоа движење, позитивно, креативно, здраво, односно во желбата и обидот да се сочуваме себе си и своето ментално и душевно здравје, кое што е за секој поздрав, сепак многу често се среќаваме со негативна мисла, со неубави зборови, со негативни коментари, со комуникација која во себе содржи многу негативност, многу неубава енергија, со коментари кои што се непристојни, нечовечни, кои покажуваат завист, егоцентричност, себичност на луѓе кои не внимаваат на другите луѓе и кои, да речеме, до некаде можем да ги разберам, до некаде се обидувам да ги разберам дека тој им е начинот да разрешат некои своји проблеми, да се ослободат од некоја своја болка, да кажат нешто што не умеат поинаку да го кажат, меѓутоа сепак тоа не е оправдување и не постојат другите за да ги лечат нашите неизлечени детски болести и фрустрации на возрастниот период. Па заради тоа, може би е подобро малку повеќе да се подсетиме и да поработиме и на емпатијата, која што се разбира ја има, се уште постојат луѓе кои се многу емпатични, се уште постојат ситуации во кои голем број на луѓе покажуваат својата емпатија и човечност и тоа дава надеж и тоа ќе не води напред. Меѓутоа, убаво е кога секојдневно би се обидувале колку што можеме повеќе да се разбереме меѓу себе, да ги разбереме од другите, или барем некогаш да премолчиме, да издишеме, пред да осудиме, искритикуваме, залепиме етикета некому, напишеме некој коментар, направиме некоја споредба, затоа што го правиме тоа. И го правиме на мрежите, го правиме во животот, затоа што некогаш во нашата тага и болка, во нашиот гнев, забораваме на другите, па понекогаш се истураме и врз оние кои што немаат никаква врска со тоа што нас ни се случува, не јаде, не боли, ни тежи, не знаеме како да го носиме, како да се ослободиме. Затоа е битно колку што може почесто на секојдневно ниво да се обидуваме, да ги видиме другите, да ги чуеме, да ги разбереме, да ги поносиме нивните чевли, да го погледнеме светот преку нивните очи. И секогаш, може би, нема да можеме да разбереме, секогаш, може би, нема да бидеме благонаклонени или нормално луѓе сме, меѓутоа колку почесто се обидуваме да се подсетиме на тоа дека имаме моќ, имаме капацитет да бидеме човечни, да даваме, да делиме и колку повеќе работиме на тоа, толку помалку ќе го има оној негативен говор, споредби, критики, етикети, или барем јас мислам така и се надевам дека ако сите вложиме помалку, ќе биде подобро за сите. И за крај сакам да спомнам и уште нешто, дека во ова брзо време и во се ова што го споменав, ако заборавиме дека имаме избор да размислуваме позитивно, да бидеме емпатични, да делиме со другите, дека имаме сите капацитет за тоа и тоа ни е некако вградено, всадено, исто како и на другото, мислам дека забораваме да се слушаме себе си, своето вистинско себе, својот внатрешен глас, својата интуиција. Многу често се приклучуваме на толпата, многу често сакаме да бидеме прифатени, признати, да припаѓаме некаде, па одиме против себе, против своето не, против своето не сакам, против своето не можам сега, спроти тоа што сме ние автентични. И да, знам, разбирам дека
mnogo često našite obvrski, profesionalni odnosi, общественото обкружување, околината, очекува бара од нас. Ние сме дели од општеството, дел од различни организации, системи. Меѓутоа, сепак мислам дека и во склоп на сето тоа ние можеме да бидеме како што впрочем и сме, единствени и автентични, и имаме многу ситуации во кои што можеме да избереме да го покажеме тоа свое автентично, да му дозволиме да се искаже доколку има потреба. Мислам дека многу го потиснуваме, како што кажав, за да припаѓаме некаде, за да се допаднеме некому. И со тек на време веќе и забораваме и не можеме да направиме разлика што е тоа што е наше, што е тоа што е туѓе, што е тоа што е очекувано, што е од родителите, што е од општеството, што е од системот. Нека биде за крај ова само еден апел, малку повеќе да се слушаме себе си, малку повеќе да си веруваме на себе, малку почесто да разговараме со себе си, да остануваме сами, да се повлекуваме во тишина, да се обидеме да расчистиме од сите тие гласови, желби, потреби, кои се лично наши, кои се автентични, што е она што вреди, што е она што не радува, што е она што не прави среќни, што е она што е наше, а што е она што го правиме за да им угодиме на другите и понекогаш да ни е и полесно. И се разбира, нема ништо лошо и во тоа, затоа што и тоа е понекогаш потребно, меѓутоа да не се заборавиме себе си во сето тоа и на крајот на денот да умееме да се станеме зад се тоа што сме рекле, направиле, и кога понекогаш сме лути на себе си или едноставно не сме целосно задоволни од тоа што сме го направили, имаме чувство дека сме можеле повеќе, сме можеле поинаку, да не забораваме дека всушност толку сме можеле, умееле, знаеле. Така сме процениле, така сме направиле, меѓутоа сето тоа нека ни биде искуство во иднина, да дадеме повеќе, да направиме поинаку, да се ја научиме практично својата лекција. Сепак сето тоа да биде наша одлука и преджвакано низ она што нам ни е најавтентично, најпотребно и што ни носи некакова радост во душата и мир, се разбира. Ете, тоа беа некои теми на кои што размислував јас деновиве, па еве ви споделувам тука како различни теми на неделата. Се извинувам за сите овие звуци што се слушаат во позадината, не престануваат последниве 2-3 сати. Јас имав желба да го споделам ова со вас. Решив да го послушам тој свој внатрешен глас и да споделам со вас. Еве вака еден мал полноќен разговор и може би ќе ве поттикнам на некои размислувања, може би ќе ве потсетам на нешто што сте го заборавеле, а може би и само ќе останат овие мои зборови како моја евиденција, мој дневник, мој спомен за некои мои размисли на кои ќе можем во иднина да се навратам. Како и да е, ви посакувам се најубаво, ви благодарам што го следите мојот канал, што ги гледате моите видеа. Ставите лайк на видеото ако ви се допаѓа, погледнете ги старите видеа, приклучете се на каналот, односно притиснете на звончето или ставите subscribe и со некој ново видео на некоја нова тема се гледаме наскоро. До тогаш ви посакувам